Еве назад во студиото со мене е мојата колешка Слободанка Јовановска, која вчера беше на самитот во Солун. Го проследи она обраќање и на нашиот, но и на министрите за надворешни работи од регионот, од оно што можев и јас да го слушнам, навистина оптимистички пораки за нашата држава, односно за почеток на преговорите за членство во Европската унија. Јас би рекла не беа пораки, и тоа беше оптимистички настан, меѓутоа тоа беше охрабрување, бидејќи сите тие земји од регионот и поширокиот регион на Западен Балкан, вклучувајќи Италија, нели, Романија, Грција, Словенија и Хрватска, беа дојдени таму само за да пратат порака на Европската унија дека сите стојат зад нас, дека сакаат ние да добиеме почеток на преговори во март. Практично нашите соседи вчера презедоа иницијатива да ни се слушне гласот и да се каже дека целиот регион бара таква одлука во Брисел. Дури можев да забележам и своевидна дипломатска критика за Европската унија, но и предупредување дека е многу важно да ни го дадат почетокот, бидејќи како што нагласи грчкиот министер за надворешни сме го заслужиле. Да, не беше толку критика, колку што беше излагање на аргументи во прилог на тоа дека треба да добиеме датум. Значи, првата порака беше дека Европа не може да биде стабилна без да го вклучи Западниот Балкан. Втората порака беше дека тоа е во интерес не само на земјите од регионот, туку поширок на целата Европска унија. И третата порака беше дека сме си го заслужиле тоа, дека сме исполниле реформи и дека Европа треба да испорача тоа што ветила, а ние малку да го забрзаме процесот. Мислам, имаше малку критика и за нас во смисла тоа забрзување на процесот, знаеше дека не можеме како до сега реформите на толку бавен начин да ги правиме. Беше еден балансиран, убав состанок на кој што практично, мислам, најјакото беше тоа што спор не се спомна меѓусоседски, таму беа на иста маса Косово и Србија, никој не спомна дека има проблем, кој седи, како седи, зошто е присутна таа земја, зошто не, кој кого признава. Спорот на Бугарија со Македонија исто така не беше спомнат, тоа најмногу ми падна во очи, дека се внимаваше никаков анимозитет меѓу било кој земји или било каков проблем да не излезе на површина. Дури имаше многу прашања за Преспанскиот договор и многу прашања за условите што Грција ги поставува на Албанија и сите тие се ставаа по тепих. Значи, многу се внимаваше пораката да биде позитивна. Охрабрувањето на соседите да биде силно. Слободанка, ако ми дозволиш, тука би ги повикала накратко да ги слушнеме изјавите на министрите за надворешни работи на Македонија, Грција и Хрватска, која ќе го преземе членството, поточно водството на Европската унија. Политиката на проширување на Европската унија е најмоćната алатка за гаранција на мирот, стабилноста и просперитетот на нашиот регион. Дополнително, како дел од соседството, имаме зголемени можности за воспоставување на просперитетна и демократска средина на ова поднебје. Секој недостаток во процесот за проширување ќе има директни реперкусии претежно за нас. Затоа е важно да бидеме обединети и денеска да испратиме едногласна и јасна порака од целиот регион. Символично што сме во истиот град на неколку месеци пред следниот самит за кој што имаме големи очекувања, Загреб во мај, и на некој начин еден мост, важна поддршка од соседите на регионот кои што се веќе дел од Европската унија, домаќини од Грција и Бугарија, Словенија, Хрватска, Романија и Италија, иако италијанскиот министер поради случувањата актуелни во Италија не можеше да пристигне, требаше да биде и сакаше да биде тука. Една голема порака до остатокот од Европа. Европа цела, стабилна и успешна и во мир не може да се замисли без целосна интеграција на Западниот Балкан. И повик, согласно заклучоците од Европскиот совет минатиот октомври, да се донесат одлуки за почеток на пристапните преговори со Северна Македонија и со Албанија пред самитот во Загреб. The position
towards the Republic of North Macedonia and Нашата позиција кон Република Северна Македонија и Република Албанија е тоа дека силно ги поддржуваме и нашиот заеднички став е дека треба да отворат преговори пред мајскиот самит во Хрватска. Најпожелно е тоа да се случи во март. Доста сме оптимистични по ова прашање. Не веруваме дека ќе има некакво раздвојување, бидејќи двете држави направија голем прогрес со реформите и со почитување на законите. Исто така, очекуваме позитивен извештај од Европската комисија до крајот на февруари и сме фокусирани на тоа овие две држави да ги почнат преговорите дури и во март. Ова е тој оптимизам кој го споменавме на почеток на преговорите следниот месец. Дали е можно, колку е можно, но и сакам да се навратиме на она што го кажа пред да ги слушнеме изјавите, а тоа е дека сите проблеми некако се ставале под тепих на оваа средба во Солун. Што значи ова? Сватиле ли сите балкански држави дека тоа е единствениот начин да си го добијат местото во Европската Унија? Мислам дека сватија дека имате историска одговорност за нас. Грција премногу долго не блокираше, практично 20 и неколку години. Бугарија исто така последните години не блокираше и сваќа дека на крајот на криштата кој ќе стават линијата сите губиме. Ниту они може да ги остварат своите интереси во однос на Македонија и Грција во однос на Албанија, ниту Бугарија во однос на Македонија. Мислам прашањата не може да си ги подобрат кои што им се битни, бидејќи ако ние не влегуваме во процесот на евроинтеграција, немаат механизам како да влијат на нас. Така што мислам дека губат исто така и од тоа што овој регион остана надвор од Европската Унија и гледаат дека моментот е навистина критичен, дека практично во Европската Унија се решава ќе има ли проширување или не. И дека они ќе изгубат исто како што ќе изгубиме ние. Ниту еден сосед нема интерес да има околу себе земји кои што се некој вид црна дупка. Самиот факт дека ние го губиме чекорот во однос на стандардот, демократските процеси, во однос на тоа како се развиваме економски во однос на Европската Унија, покажува дека кога си во изолација, едноставно не можеш да се движиш со исто темпо како земјите членки на ЕУ. Мислам дека тоа соседите го сватија и заклучија дека е сега добро да се остават споровите на страна, доека не се добие одлуката, а и потоа низ процесот евентуално да бараат решенија за некои прашања што ги интересира, собственички права, малцински права, договорот со Бугарија, такви работи. Така со оглед на преземените реформи ќе биде многу разочарувачки за двете држави доколку во март не го добиеме датумот. Ќе биде многу разочарувачки, тоа ќе биде трето одбивање за нас. Имаше таму едно прашање од грчки новинар што не замисли, јас на пример веќе ние имаме проблеми да го следиме процесот. Мислам, процесот толку долго трае што се губат фактите. Он спомна дека неколку практично балкански председателства на земји членки од нашиот регион не успеале досега да издействуваат позитивна одлука за нас. Така што прашање е дали ќе можат и сега. Сепак јас мислам дека сега работите се движат кон тоа да ни дадат преговори. Сите сигнали се такви. Би било ужасно губење на време, сите овие расправи и состаноци што треба да се одржат околу методологијата. Цел еден механизам во Брисел е впрегнат да ја донесе таа методологија. Толку земји членки се вклучени, притисокот од Германија е исто така многу голем. Мислам дека и Франција почна да ретерира. Мислам дека би требало да ни дадат одлука. Дали ќе биде условена, дали ќе биде датум, дали ќе биде носење одлука за давање датум, што ќе биде, не можам точно во моментот да кажам и кога ќе биде, у смисла кога ќе почнале преговорите, меѓутоа нешто ќе дадат. Нешто ќе мора да добиеме. Нешто ќе мора да